Во Кратово прочуен Мико Бојаджија. Мико Бојаджија немал милост. Секој што ќе дојде ќе му земе и преѓа, аршини, ќе му земе вуна, дали ќе биде за чорапи, дали ќе биде за све, и донеселе една одлука дека со семејството при крај смо за да отидеме се што смо собрале богатство пари, па ќе си ги однесеме преку граница за Бугарија. Дојде некоја жена од село Каврак и оставе вуна, немала колку да прати, он рекол, слушај, ја имам дечиња, колку поринеш да земеш, он погледне, ова е сиромашка жена, ќе зему толку аршина вуна. И она, бидејќи рекала, шо ми имаш потреба, земи ги сите. И она кога да си отиде дома, нели треба свекар да го праша, муж да го праша, и рекла, еј Господи, ако идеме суди па пресуди, да има па да нема. А ја да немам па да имам. Поеде преселя се клупци натоварен, коњи, магариња натоварени, ќе иде за Бугарија. Подплашат се коњите на место викано горе у Каврак, клупци се разлетат на сите страни. Дојде си жена да си пасе овци, погледне по ливада, клупци собира. Кај дома ќе седе да плете чорапи, да одмота, како одмотуе падне лира. Значи, алчноста не треба да биде. Значи, имал, па немал, немала, па имал. Исто, тоа е една од постерите генерации што сум дал за запишување, ќе се сету кога многу добро га знам, стариот што беше воденичарски, имаше многу собирани легенди и преданија, бидејќи он работеше тоа време у ловството, знаеше многу стари легенди, знаеше и многу за старите патишта, ама во наредните прилика ќе искористиме прилика да ги кажеме старите патишта за Кратово и од Кратово.